Драги браќа и сестри, Божек е ден кој не води кон почетоците на христијанството. Ден кога славиме несватлив доказ на Божјата љубов кон човекот, а тоа е негово појавување меѓу нас во воплотението и раѓањето на второто божествено лице Исус Христос. Пред нас е историски настан што се случил во Витлеем јудејски за време на владеењето на царот Август, како што пишува евангелист Лука. Настан што се случил во семејството на Марија и Јосиф, настан кој и нив ги воведе во таинствениот Божји план за спасението на човекот. Патот по кој тие отидоа за таа божествена авантура беше верата на Божјото Слово, Божјото ветување и Божјата волја. И покрај тоа што настанот ја надминуваше нивната мок на знаење, сепак е чин на верата со која човекот се согласува со откровението што доаѓа од Бога, Словото, Логос стана тело и се всели меѓу нас. Во центарот на случувањето е семејството, а во центарот на пораката е детето што е Бог, чудесен советник, Бог силен, Отец вечен, Кнез на мирот. Браќа и сестри, обраќајќи ви се како пастир на католичката црква во ова поднебје, сакам да ви го објавам овој чудесен Божји план, што и нам денес ни се нуди како на оној првиот Божик. Сепак, како и тогаш и сега е неопходно овој Божик да не биде само споменување и празнување, туку настан, но затоа е потребно и чин на верата, на што сме способни да се отвориме на објавата и да го примеме Божјиот глас кој ни одзвонува во евангелската наука. И во оваа време, кога во многу човечки срца господари темнината и неспособноста да живеат живот достоинствен на човекот, ние навестуваме и сведочиме дека Бог спасува. Мрак паѓа врз вредностите на семејството. Мрак владее меѓу човечките односи и се шири цивилизацијата на смртта, во која човекот е се помалку човек, а се повеќе бројка и тоа експлицитна одагол на користолюбивост. По времето кога е допуштено уништување на невини и неродени животи, кога во многу земји им помагаат на постарите и болните во умирањето и покрај тие факти, ние го навестуваме Евангелието на животот. Добри луѓе, внимавајте! И Бог стана човек. Тој е чувар, бранител и оној кој е способен да го излечи нашето страдание и нападнатото човештво повторно да му даде достоинство. Во надеж дека овие денови со повеќе смиреност во секој и во најмалиот брат и сестра ќе го препознаеме овоплотениот, посакувам на сите мирно, силно и радосно рождество Христово, во кое ќе доживееме колку е убаво да се биде човек. И на крајот и најбитното, најголемата радост која ја чувствувам и која сакам повторно да ја споделам со сите вас е најголемиот Божиќен дар, а тоа е доаѓањето на Светиот Отец Папа Франциск во пасторална посета на нашата татковина на 7 мај 2019 година. Молејќи пред новородениот цар, посакувам оваа посета да ни донесе неизмерен мир и благослов. Мир Божји, Христос се роди.